Почитувани медиуми, сите присутни, нас ни е особено чест што денеска токму од центарот на Скопје ова прва година 20 мај го прославуваме како ден на пчелите. Не само тука, туку нашите активности оваа година започнуваат токму од овој период и навистина ќе правиме секако министерство да ја подигнуваме јавната свест по однос на овој светски ден. За почеток би сакал да изразам голема благодарност до Република Словенија и до амбасадата на Република Словенија во Република Северна Македонија за нивната заложба и иницијатива до Организацијата на Обединетите нации да 20 мај биде прогласен за светски ден на пчелите. Навистина имавме во претходната година интензивни активности предводени од сегашниот претседател на Собранието на Словенија, господин Дејан Жидан, кој што заеднички со неколку земји од регионот навистина бевме предводници во делот токму на таа иницијатива за прогласување на 20 мај за светски ден на пчелата. Потпишавме декларација со која што се обврзавме за презимање на мерки за поддршка и заштита на пчелите и на другите опрашувачи. Како што кажав, ние бевме меѓу првите кои што минатата година во Жировница во Словенија дадовме значаен придонес и пративме силна порака како земја дека навистина ги прифаќаме целите и заложбите на оваа декларација и дека во нашата работа, ангажмани, активности ќе продуцираме мерки и политики кои што ќе одат во правец на заштитата на пчелите. Пчелите се под голема закана од комбинираните ефекти на климатските промени, интензивното земјоделство, пестицидите, загубата на диверзитетот и загадувањето. Со поддршката на Светската здравствена организација, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации, ФАО, го разви меѓународниот кодекс за управување со пестициди што обезбедува најдобри практики кои што можат да помогнат во намалување на изложеноста на опрашувачите на пестициди. Ние како држава активно се вклучивме во преземање на сите мерки кои што ќе придонесат за заштита на пчелите преку едукација во делот на правилна употреба на пестицидите. Пчеларството е гранка кој што има важен придонес во земјоделскиот сектор и во зачувањето на животната средина. Пчелите не само што придонесуваат за безбедноста на храната, туку имаат и клучна улога во зачување на биолошката разновидност и се еден вид камен темелник на одржливиот развој. Тие се најголемите и најважните опрашувачи и ги опрашуваат фуражните, индустријските, овошните култури и даваат значаен придонес во заштитата на екосистемите. Со непроценливата моќ за опрашување, пчелите ја зголемуваат родноста на некои овошки и до 70%. Истовремено, хранливоста на пчелните производи е до толку специфична што не може да се добија во фармацевските лаборатории. Владата преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е силно посветена на развојот на оваа значајна земјоделска гранка. Преку програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како и преку ИПАРД програмите, создаваме институционална поддршка за пчеларството, со што директно го потикнуваме зголемувањето на пчелните семејства и целокупниот капацитет на пчеларскиот сектор. Како што потенцираше и Менде, се формираше после подолго време и подсекторската група и навистина ќе правиме притисок врз сите чинители да сите заеднички креираме нови мерки и политики во тој поглед. Бројот на пчелните семејства последните 3 години бележи пораст и според последните податоци за пријавени субвенции за 2018 година изнесува 240.000 пчелни семејства. Но секако и во оваа гранка за креирање на ефикасни мерки за развој на пчеларството е важно да имаме точната бројка и точните податоци. И во овој дел веќе е договорена техничка поддршка од владата на Република Словенија, особено за нашата земја, за развој на модел за пребројување на пчелните семејства, што е важно за идните политики за развојот на пчеларството и поделбата на субвенционирањето, но и за сите други мерки кои што ги имам. Ова и неколку други конкретни мерки, односно конкретни поддршки, веќе ги договоривме со министерката за земјоделство, шумарство и прехрана на Република Словенија, Александра Пивец, која што беше тука во
нашата земја претходната недела. Владата и Министерството, како ваши партнери, ќе дадат силен придонес во процесите за чување на пчелите и развојот на овој сектор, бидејќи пчеларството е навистина важна стопанско-прехранбена гранка. Денес испраќаме од тука порака дека зависиме од пчелите и од другите опрашувачи. Затоа наша должност и обврска е секојдневно да работиме на заштитата на пчелите, бидејќи тоа е важно за нашата иднина, за иднината на сите генерации, за решавање на проблемите поврзани со глобалното снабдување со храна и со справувањето со гладта во светот. Почитувани, од оваа недела со низа на овие активности започнавме минатата недела во Охрид, во основното училиште Братство Единство, заеднички со министерката на Словенија Александра Пивец. Имавме серија на активности во Охрид. Денеска сме во Скопје и од тука праќаме силна порака дека и 20 мај, но и во текот на целата година, ова ќе биде сектор кој што ќе биде еден од приоритетите на Министерството, на институциите и на владата, но и на сите здруженија и на сите оние чинители со кои што заеднички ќе креираме и нови модели, и нови мерки, и значена поддршка и ќе ја подигнуваме јавната свест на сите, но пред се и на најмладите, на децата, затоа и се денеска тука со нас, за важноста, за зачувувањето на пчелите, за нивната важност за целиот вид, за нивната важност за заштитата на екосистемите и за заштитата на животна средина, но и за здравјето на луѓето. Заеднички, партнерски, започнуваме кампања за подигнување токму на таа јавна свест и тука ќе бидеме партнери со сите чинители. И науката, и пчеларите, и здруженијата. Министерството ќе биде тука да даде целосна поддршка. Благодарам уште еднаш на владата на Република Словенија, на амбасадорот кој што денеска не е тука со нас, господинот Милан Јазбец, до представниците на ФАО кои што се денеска тука со нас. Од тука навистина праќаме силна порака за нашите следни активности, за важноста токму на оваа тема за која што денеска јавно говориме. Благодарам.